И време е за последниот утрински гостин, испровоцирани од еден настан кој што ќе се случува деновиве, поточно во петок во главниот град, во култното кафе Бифе Тафталидже, изложба на фотографии на големиот, еден од најистакнатите повоени театарски и филмски актери Ристо Шишков. Ова утро говориме со Саша Шотаровски, организатор на целиот овој настан. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, уште подобро ве најдов. Добро најдов. Секогаш кај тебе се случуваат настани кои што го привлекуваат вниманието не само на оние посетители кои што таму им е тоа втор дом, туку и на многу луѓе кои што на некаков начин се дел од ова наше постоење и луѓе кои што биле можеби современици, ама и следбеници на делата на оние кои не се веќе помеѓу нас. Ристо Шишков е темата за во петок. Да, Ристо Шишков, тема како да ти кажем, како Македонија. Го нема човекот веќе 40 на години скоро. 86-та, 17 јуни починал, така? 40 години, али е пожив и позначен, посветол од многу нас. Идејата дојде случајно, гледав онакви сутрински муабети, некои правиме муабет како тоа за филмска продукција нешто и како тоа у она мое време, у партизански на филмови, ниеден македонец не пукаше со митралес. Све беа некои шкепчиња малечки. Некои, не знам, чудни типчиња, неилустрирани, не е битно, тоа поминало, било поминало. Све носеа некои магаренциња, све некои тенџерчиња носеа. И муабетот беше, добро, биваше ли еден наш да не искочи маш. Нормално се наметна Ристо Шишков, човек, мажиште, беломорец, кој буквално се е уништен и он и неговото семејство од нашиот македонски национален спорт Кодошлук. За жал. За жал, но за време на неговиот краток живот, кој траел само 46 години, Ристо успеал да оствари многу актерски улоги во 25 филмови и 3 ТВ серии. Едни од највпечатливите ќе ги споменам: македонскиот дел од Пеколот, Црно семе, Истрел, Табакерата, Залез зад езерска земја, Волшебното самарче, Парадоксот на Диоген, Цимерите од соба 306, Најдолгиот пат, Нели ти реков, каде го игра Турундже, и Тарпео, Време води, Црвениот конј и така натаму и така натаму. Навистина, тоа се улоги кои што и тоа како македонскиот народ ги памети и со огромна радост на еден друг медиум, па и на нашиот медиум, ние многу често емитуваме македонски филмови, така да тоа е срекната работа во Алфа телевизија, што барем на овој медиум ние имаме прилика да погледнеме филмови од она време и да се навратиме, да ги видиме оние актери кои оставиле траен белег на филмското платно, меѓу кои беше и Ристо Шишков. Па види Сузана Салиери, никој не се сеќава. Еден живот прерано згаснат, едно семејство истрауматизирано, меѓутоа после толку време мене сум направил ја пар изложби, ти не знаеш кога прво многу луѓе се понудија да помогнат, што мене ме изненади. Па потоа сите се дадоа, ти искочат сега и спот снимивме и се направивме, све тоа нормално без пари. Ти не знаеш каква радост се види кај луѓе, оноа да ме ќе правиме изложба на Ристо Шишков као дете у сладкарница и насмевка. Мене ми се случи да не сакајќи ми остави човек пари на шанка. Еве, ако треба, не треба ништо, викам ја отидов, он остел пари на шанк. Значи, не можеш, како да ти кажам, сите сме ние Ристо Шишков. Едноставно, сите сме тие деца бегалци. Тој човек имал страшен живот, мислам, чуден, преубав, али и страшен. Од дете бегалец, од таква кариера правење до таква травма, меѓутоа можел да преќути и ќе си терал. Да.
колку тој негов незгоден карактер, на моменти инцидентен, колку тие ексцеси кои што се правени во некоја опуштена ситуација ја запишале неговата судбина? Па тука се прекршува. Пак ќе ти кажам. Колку што еден кодош може или двајца да направи, еден удбаш не може да оправат 300 луѓе. И мене ми е многу криво, баш и кога зборевме за тие што се снима кај нас и како се снима, толку ли е проблем да се сними еден филм за Ристо Шишков, например? Не мора да е голем, скап, нека е телевизиски филм. Да. Кодошите се тука можат да се играат себе си. Се шалам. Меѓутоа, да им оставиме на деца, да им оставиме дека нешто се случило и предходно. Толку ли не може да се сниме еден филм за тие деца бегалци? Тоа се трауми. Тоа е филмска приказка. Љубов, разделби, све што и сите елементи на еден филм. За жал, како ние најмалку да си се сакаме себе си и баш заради тоа се трудиме заедно со семејството Шишкови, со Јоана и со Зојца. Да, ја очекувавме ова утро и Јоана за жал беше спречена. Не можеше да дојде, да направиме, да им покажеме. Ти не знаеш тие фотографии, бе, сјае човеков, бе, човече. Да, еднаш ги видовме, можеме уште еднаш да ги погледнеме, бидејќи Ристо Шишков меѓу останатото па беше и многу убав човек. Па убав, во секој поглед мажиште убав право. човек. Да. Вистински лик за платно филмско, за сцена, човек кој што имаше огромна харизма и силна идентификација со секој еден лик кој што го толкуваше. Да, навистина беше тоа еден посебен лик кој што толку силно одзвонува неговото постоење дури и после 40 години од неговата смрт. Да, Петре М. Андреевски ќе го опише во една кратка, но многу силна песна, еве додека течат фотографиите, јас ќе ја кажам. Како ќе го најдеш Ристо Шишков? Ќе бараш човек со висока сенка, што сите сенки наоколу ги покрива. Кај него сонцето никогаш не заоѓа и затоа не можеш да го сгрешиш. И кажи му дека еди кој си за еди што, кој толку сака пред нив да умре, одамна мртви и заборавени се шетаат. И уште ќе му кажеш дека така било откако е бел снегот и црн гарванот, и дека кај нас ести уште исто. Тој е прв во се и роднина на сите што ги оживеа со својот живот. Со него е и сета жал на Македонија и во неговите очи и ти ќе се видиш. Оти тој гледа се и од секаде се гледа. Неговото време никаде не завршува, не се менува и не изминува. А и убавината што ја има облечено од него не се дели, не се оддалечува. Во името неизино е и сликата негова и затоа не можеш да го сгрешиш. Прекрасно. Не можеш, буквално не можеш да го сгрешиш. Многу ми е мерак, многу ми е кејф што успеавме да направиме, да извадиме, благодарам и до Кинотека на Република Македонија и до Македонскиот народен театар, бе, нема кој не одби, се направија. Таа слика со мачката, таа ја вадевме од филм, малце комплицирана работа. Тоа сакав да прашам колку беше едноставно да се дојде до овие фотографии. Ама сите го сакаат, Суза. Сите го сакаат, нема. Абе, какво вика барање, дај ние, јас ќе ти ја направам, тоа ќе биде. Без протоколи, без формалности, без какви компликации. сите го сакаат. И едноставно, ние тоа ќе го направиме на еден поголем, сега не можеме билборд, меѓутоа ќе го направиме и бидејќи мотото на изложбата е спиеме на духовни огнови, ја се грееме со вчерашни вестници, само горе ќе ставиме него победивте. Не можеш да го победиш. Ристо Шишков, Македонија, не можеш да ја победиш. Може да водиш нешто у прво полувреме, не можеш да го победиш. Едноставно, многу ќе ми биде мерак да дојдеш да видиш, абе, искача човеков од слики, бе, како да ти кажам, не знам, лепота. Локацијата е Бифе Тафталиџа, Да. петок. Петок, 20 часот, здравје Боже, да се видиме без многу зурли и тапани, без некои говоранци, да дојдат луѓето да видат. И би сакал да кажем дека изгледа ќе ни тргне
стварно имаме многу луѓе кои ги забораваме, а не е честно. И дека ќе почнеме да правиме Дека еден ден и на нас ќе треба некој да се сеќава, така не. Иако делата на Шишков со нашите дела се немерливи, неспоредливи, но вистина не е добро, како народ, како нација, не е добро да имаме кратко помнење, особено за такви големи актери како него. Еве ќе споменеме и дел од наградите кои што ги добил во таа негова актерска кариера. 1962 година добил награда за улога во пиесата Време, огин и човек. 67 во Ниш награда за најдобра машка улога за Македонска крвава свадба. 68 специјална награда за улогата во Планината на гневот. 70 стеријна награда Нови Сад за представата Парите се отепувачка. 76-та Ниш повелба за машка улога во Најдолгиот пат, 77-ма Војдан Чернодрински Прилеп добитник на една театарска награда за улогата во представата Крчма под зелено дрво, 79-та повторно стеријна награда Нови Сад за Кенгурски скок во режија на Бранко Ставрев, 81-ва Ниш повелба за машка улога во Црвениот коњ. Навистина краток живот, ама големо дело, големи награди и нешто што одзвонува и понатаму. Имаме ли ние денеска во денешно време, може би не си ти соодветниот на кој треба да му го поставам ова прашање, ама бидејќи си човек кој следи се и е обкружен постојано со тој уметнички свет, имаме ли ние актери кои барем 50% од она што го даде Шишков го дава денеска? Имаме, например, види, јас ја, например, детски работи. Тоа е една монодрама која ја има играно Игор Џамбазов, не знам, пред 30 години, валјда, поима немам, Луна има 26, 30 на години. 25-6 пути, 30 пути дали ја има играно. За мене Игор Џамбазов е најдобриот театарски актер во Македонија. Сето она што го прави ван театарот, секоја чест, респект, се е тоа супер. Па ја он глуми 25-6 лика у таа представа. Уште ми е осеќај тука, значи помината 100 години. Го имаме Никола Ристановски, го имаме, не знам, Рубенс, Тони Михајловски, имаме ние све. Треба некој да подбутне да се направи. Па ја да сум на место на тоа место кај што не сум. Му одиш на Игор Дојран и му викаш, ало, ти ќе играш ова, пари ќе ти дадеме, која имате пари за глупости да давате, имате за него. Па он колку што е популарен, ете ти театарска публика, сите средни школи ќе дојдат основни, па од тие деца ќе останат. Ја не знам што е проблемов да избуткаме наши луѓе. И убаво и ова што се прави за некога што било и треба да се прави. Ма дај сега да се направи, дај да створиме театарска публика, а не да ствараме публика за неа. Да. И не знам колку имаш време да следиш телевизија. Имаш ли впечаток дека на нашите медиуми, на нашиот сигурно се многу застапени македонските филмови, но воопшто на македонските медиуми имаш ли впечаток дека воопшто некои луѓе ги нема присутни? Нема. Уште име без страв да стават лайк на Ристо Шишков, како. Македонија дала мажишта, баш сега ми текна, пошто сме тука, Јани имаше објавено за некој човек Харалампи или како се вика, што ги носел парите за мис тон у Софија, па таму изима 5 лева или 3 лева од Зет, од Шура, што таму да се врати. Тоа се мажите, бе. Дај бе да снимиме еден филм за тие егејци. Тоа се човечки трагедии. Кој да ти сними филм за егејци? Американци и енглези што ги пукале со напалм бомби. Ние ако не си направиме, кој ќе ни направи? Кој ќе ни направи ако ние не створиме ние театарска публика? Сметаш ли дека како народ помалку страдаме од синдром на заборавеност, односно амнезија? Види, по закон на мали броеви, пошто све нули ни се паѓат, мора еднашка да се прелапне тоа. Мора да се прелапне, да тргне од некаде. Не можеме ние да го заборавиме Вукан Диневски, не можеме Ненад Стојановски да го заборавиме, не можеме не знам кого више Мето Јовановски да го заборавиме, Владимир Светиев да го заборавиме. Па дај бе да им покажеме на тие луѓе дека ако ние самите не се цениме, кој ќе те цени бе? Ерван Фуере ќе те цени или оној Ван Хојтеј?
кој ќе те цени? Да, ајде да се навратиме на изложбата во петок. Колку дена ќе биде поставена и Биде колку... изложбата поставена 15 дена, во преговори сме со еден театар да биде поставена после тоа во нивниот хол. Здравје Боже, ако бидне, ќе бидне. Ги поканувам сите да дојдат да ја осетат таа негова енергија, па макар и преку фотографии после 100 години. Така. Остатокот од семејството претпоставувам дека ви помага во овој процес на организација. Да, Зоица и Јоана, па видите, мислам... Колку тие ја живеат ова... Па не можем ја у нивно име да зборувам. Ние уствари ја правиме изложба, Јоана, ја местам антената, Јоана вика добро. Да. Добро, таа е сепак дама. Не, добро е све, сите сме онака возбудени, затоа што сепак, знаеш, како работите да сака да се турнат под тепих, па не даваме. Не го победивте, бе, луѓе, Ристо Шишков. Не можете ни Македонија да победите, џабе вие све. Јас сум сигурна дека оние луѓе кои што се вистински почитувачи на ликот и делото на Ристо Шишков, а и немаат амнезија, ниту пак причина зошто да го игнорираат, ќе бидат во петок. Таму петок е многу убав ден за настани, какви што се случуваат многу во Бифе Тафталиче. Што во периодов друго се организира? Веруј ми, цела енергија е на ова ставена. Или што беше актуелно периодов сега? Направивме 2-3 изложби убави. Убаво беше. Тераме ден за ден. Ово е, знаеш, онака шлакчи. Значи, цело ден ствари кафиња продавам. Имам, пример, не знам, книги има од Тихомир Јанчовски таму, Монахот Калист. Убаво бе, убаво. Се бориме, се буткаме, нешто малце убавина да дадеме, па сега колку успеваме ќе видим. Така. Ако Ристо Шишков бил човекот кој што поради неговиот импулсивен карактер, понекогаш и под дејство на алкохол, веројатно и поттикнат од лошото друштво, кое што знаело да го испровоцира, да кажува повеќе работи од потребното, во кое неизбежно секогаш имало и удбашки провокатори кои ги спомена и ти. Тој правил и јавни ексцеси и говори против системот, но вистина е дека одлежал и 3 месеци во затвор за поттикнување на меѓунационална омраза за еден инцидент што се случил во Струга. Епа, замисливам, викал дека у Македонија, викал дека бил македонец. И замислите тоа да се деси. Ако е тоа инцидент? Па, така било. Колку сметаш дека сегашните актери, луѓето кои што се на сцена, прават стендап, одат и подалеку од линијата, колку сметаш дека тоа се инциденти во денешно време и колку се тие осудувани или можеби санкционирани? Дали ги следиш тие настани? Не, тоа е друго време. Тоа е... знаеш, например, кога викаат тогаш за тоа време било подобро, па можело на паркинг да спиеш, можело на паркинг да спиеш, никој не знаеше каде е гробот на Панко Брашнар, например. Па мораше Сашо Куклев од Велес да си го бара со своји пари. Значи, секое време со своји проблеми. Специфики, да. Меѓутоа, ти лежиш за тоа што си рекол, дека си македонец и дека дошле некои други да играат. Па извини, ама стварно мислам, секоја чест, ама не може бе сега Неда Арнерич кога искачи од тоа, како се викаш, Делфина филмот. Затина, исправи се да. Наможам Петко. Па че бе, толку немаше некоја глумица у Скоп, у Македонија да игра. Толку ли не? Па морали бе Бата Живојнич, секој втор филм, секоја чест. Толку нема. Па Драги Костовски бе мажиште. Што Драги глумец. Арслан. Да, ако било грев да кажеш дека си македонец во Македонија, тогаш ете, гревот го... Нека е грев, еве. Да. Еве им го. Но сепак, она што е факт е дека и после 40 години од неговата смрт Ристо Шишков е легенда која не умира и не се заборава. Сите почитувачи на неговиот лик и дело ги очекуваме во петок во 20 часот во Бифе Тафталиче, каде што ќе бидеме сведоци на една голема изложба со неверојатни фотографии од неговиот професионален живот,
која ќе остане и 15 дена потоа, така да бифет Афталиџе го знаете сите каде. Јас очекувам дека таму ќе биде навистина преполно со луѓе кои ќе дојдат да го испочитуваат и да се дружат воедно. Ти благодарам многу што беше наш гост. Ви благодарам за поканата, ви благодарам што секогаш стоите зад нас. Секогаш стоиме позади вистинските идеи, а кај вас ги има и тоа како на претек.